Добро вечер, почитувани слушатели и благослов Божи. Вие ја слушате емисијата Гласот на вистината, која што се емитува еднаш неделно на YouTube каналот. Целта на самата емисија. Целта на емисијата е да ви го пренесе зборот Господов, да ве запознае со основните библиски вистини. Запишани се разбира во Светото писмо наречено Библија. Потоа, да се запознаете со Исус Христос, Синот Божи, преку кого Бог ни нуди или ни понудил откуп и спасение. Оно што можеме друго да откриеме во Словото Господово, дека всушност ние сме грешни и дека нема ниеден совршен и дека нема ниеден праведен. Еве што апостолот Павле зборува до римјаните, 3 глава, 23 стих. Сите сгрешија и сите се лишени од славата Божја. Потоа ќе отвориме во првото послание на Јован Богослов, 5 глава, поточно 1 глава, ќе читаме од 5 па се до 10 стих. И еве што ни вели се разбира Словото на нашиот Господ и Спасител. А известувањето пак што го чувме од Него и вам ви го предаваме, е тоа дека Бог е светлина и во Него нема никаква темнина. Ако речеме дека со Него имаме заедништво, а одиме во темнина, тогаш лажеме и не постапуваме според вистината. Ако пак во светлина одиме, како што е Тој, самиот во светлина, тоа значи дека еден со друг имаме заедништво и крвта на Исус Христос, Неговиот Син, не очистува од секаков грев. Ако кажеме дека немаме грев, се лажиме себе си и вистината не е во нас. Ако ги исповедаме гревовите своји, Тој е верен и праведен за да ни ги прости гревовите и да не очисти од секаква неправда. Ако пак речеме дека не сме сгрешили, Него го правиме лажец и Словото Негово се разбира не е во нас. Еве повторно, почитувани слушатели, ќе отвориме во Псалам 14, ако ја читате Библијата, ќе видите и ќе забележите дека единствен псалам кој што се повторува во овие 150 псалми е токму овој 14 псалм. И еве што се разбира ни вели Словото на нашиот Господ и Спасител. Се разбира дека нема да го читаме целиот псалам, но ќе ги прочитаме првите 3 стихови. Рече безумников во срцето свое, нема Бог. Се развратија луѓето, вршаат гнасни дела, нема кој да прави добро. Господ погледа од небесата со внимание кон синовите човечки, за да види има ли некој разумен кој го бара Бога. Сите застранија, сите станаа лоши, нема кој да прави добро, нема ниту еден. Замислете си, повторно Библијата зборува за човековото расипано срце. Но ние ќе видиме со текот на времето и можеби во некој од наредните емисии малку ќе се позанимаваме токму со оваа прашање, со расипаното срце. Од каде доаѓа таа, се разбира, расипаност? Библијата вели Бог погледна од небото и ја виде целавкупната расипаност и беззаконието на човекот. Всушност, она што апостол Павле вели, сите сгрешија и сите се лишени од славата Господова. Почитувани слушатели, зборуваме за една прекрасна тема. Големите прашања за животот. Од каде сум и зошто сум во светот? И каде ќе одам после смртта? Дадовме одговор на двете прашања. Значи, дадовме одговор, имавме неколку емисии по овие прашања, всушност по првите 2 прашања. Од каде сум,
зошто сум на светот. Три клучни прашања, важни и битни се разбира за секого еден од нас. Но некој смета дека третото прашање е најважното прашање. Каде после смртта? Најважното прашање денес за нас. Зошто? Затоа што во нас ова прашање влева една одредена доза на страв. Никој од нас го нема ова искуство, но веруваме дека после смртта постои живот. Живот после смртта. Сакам со вас да го споделам моето верување, за да ја победите секој пат тагата и болката што доаѓа како последица од првобитниот грев, што донесува безброј невојли во животот на луѓето, а на крај па дури и смрт. На оние кои се натажени поради смрт за своите мили и сакани, сакам да им понудам утеха, што доаѓа од Бога преку верувањето во Светото Писмо. Таа утека се состои во тоа што Господ Исус ни ветил живот после овој живот и воскресение после смртното тело. И тоа во денот на неговото, се разбира, второ триумфално доаѓање. Еве ќе прочитаме неколку стихови, се разбира, кои ни се запишани во Евангелијата, поточно во Евангелието на Јован. Само ќе ги цитирам овие зборови, всушност овие зборови ги напишал апостолот Јован Богослов, кој бил најмал апостол на Исуса Христа или најмал ученик. Ги запишал овие зборови и сега јас ќе ги цитирам. Ќе отвориме во Евангелието на Јован 5 глава 24 стих. Еве што вели Библија. Вистина, вистина ви велам, кој го слуша словото мое и верува во оној кој ме пратил, има живот вечен и нема да дојде на суд, туку преминал од смрт кон живот. Повторно во ова исто Евангелие, 11 глава, 25 стих, вели, а Исус си рече, јас сум воскресението и животот, кој верува во мене и да умре, ке живее. Всушност, ова се Божите ветувања дадени за народот Божи, дадени за црквата, дадени за секој еден кој ќе поверува во името на Исуса Христа. Затоа, многу важно е да знаеме дека верата во Христос е таа, која што ни нуди, се разбира, живот вечен. Кој верува во мене и да умре, ке живее. Каде после смртта? Стигнавме до третото и последно прашање. Еве што вели Библијата за смртта. Апостолот Павле им испраќа писмо до црквата во Рим. 6 глава, 23 стих. Зошто платата што ја дава гревот е смртта. Каде по смртта? Кога ќе разговара со некои луѓе, кога би се отворила една ваква дебата и кога би се поставило едно вакво прашање, каде после смртта? Најчесто пати луѓето размислуваат и можеш да добиеш одговор дека на гробишта. Но ова прашање навистина е толку многу битно прашање. Затоа што смртта ние подоцна ќе видиме преку Божјото Слово дека е со две добивки. Со Бога вечно и вечно одвоен од Бога. Тоа е прашањето, кој што сакам да дадам одговор преку оваа емисија, преку овие серија предавања. Се надевам дека ќе продолжиме со оваа прашање, каде после смртта, и токму ќе зборуваме за овие две подпрашања. Едни со Бога и вечно со Бога, а други вечно одвоени од Бога. Тоа е одговорот на оваа прашање. И на тоа, се разбира, се мисли
каде после смртта. Почитувани слушатели, сакам навистина, едноставно, наредната емисија, ако даде Господ, да бидеме здрави и живи, она што е многу битно и многу важно пред да зборуваме за вечно одвоени или вечно со Бога, ја би сакал малку да се занимаваме со потеклото на смртта. Дали постои извор од каде доаѓа смртта? Дали Бог го создал човекот со цел да умира? Всушност да откриеме дали Бог е виновен за смртта на човекот. Како што најчесто пати денеска луѓето размислуваат дека смртта ја одредува Бог и дека таа е во негови раце. И дека едноставно има книга за која што се пишува или се пишува нашата судбина и до тогаш е нашиот живот. За сите овие прашања ќе можеме наредната емисија со Божја помош да го видиме Божјото предупредување кон човекот, да го видиме изворот, потеклото на смртта и да видиме зошто настапи смртта и зошто денеска владае смртта. Затоа, до тогаш, имајте убава и благословена вечер, се разбира Господ нека биде со вас и се слушаме со емисијата Гласот на вистината, се разбира до наредната недела. Бог со вас во текот на сите денови, Бог нека ве благослови и тој нека ве чува. Поздрав и пријатна вечер.